Физичкото казнување деца е лоша мерка и не влијае позитивно ниту на нивното воспитување. Психолозите предупредуваат дека ќотекот е опасен за децата не само затоа што им причинува физичка болка, туку и затоа што негативно влијае на нивниот развој. Ова е темата на денешната приказна. По мене сметам дека сите треба гласно да зборуваме, барем ние гласно да зборуваме, да им помогнеме на оние кои што ќутат, кои што се плашат да говорат гласно. Зошто е тоа важно да се зборува гласно? Заради тоа што ќе се подигне свесноста. Ќе се подигне свесноста дека постои некој проблем, дека постои физичко насилство и тогаш дури ќе почнеме да го решаваме. Исто така ќе го ставиме и во центарот на јавните институции, на институциите кои што можат да помогнат. Медиумите, вие сте тука исто да помогнете. Родителите, целата заедница. Значи, многу е важно сите чинители да бидат вклучени во овој процес и гласно да зборуваат, за да можеме да најдеме барем некоја побезбедно општество и побезбедна средина за нашите ученици. Физичко каснување не смее да има во ниедна форма, тоа е дури казниво и со закон. И мене, ако ме прашувате, тоа само би дала некоја лоша конотација кон децата, а тоа е дека тие ќе мислат дека тоа е нормално, дека така треба да биде, дека таков е начинот на казнување, дека само така ќе може да се реши одреден проблем, што не е точно, дефинитивно не е точно, бидејќи со тоа ќе се предизвика болка кај децата. Тие ќе се повлечат во себе, ќе нема да зборуваат, нема да комуницираат, ќе имаат фрустрација, ќе имаат гнев, страв. И штом се повлечат во себе, нема разговор, нема комуникација и веќе ние не знаеме ученикот, детето што мисли, како да му помогнеме, бидејќи верувајте дека насилството раѓа ново насилство. Верувајте дека улогата на наставниците е многу тешка задача, одговорна задача, но бидејќи ние сме по цели денови со нив, можеме и како да им влијаеме и да им помогнеме. Но најважно е све тие да се отворат, тие да почнат да зборуваат за проблемот. Но тоа е многу тешко. Сме имале многу случаи, еве конкретно баш минатата година имав една ученичка која што беше, мислам, највеселото девојче во целиот клас. Кога наеднаш после второто тромесечие престана да комуницира, се повлекува, дури почна да не дојде на училиште. Прво ја прашав што е проблемот, не ми каже. Го повикав родителот, исто немаше никаков проблем. Ги вклучив и сите педагошки служби, психолошката служба, немаше никаков одговор. Меѓутоа, верувајте, треба да имаме само трпение. Трпение, јас продолжив да ја пратам, продолжив да ја вклучувам во наставни активности, за да имавме еден случај во училиштето, во училишниот двор се степаа две момчиња и тоа од нашето училиште и другото училиште и ние нормално како класни раководители моравме да разговараме на таа тема. Дури тогаш за прв пат девојчето почна да разговара, да збори против физичкото насилство, за да ние после ете да знаеме и она сама да ми се отвори и да ми каже дека имала проблем со физичко насилство дома и тоа од еден од родителите. Така да треба да ги оставиме учениците, да не ги притискаме, тие кога ќе бидат спремни, ние сме тука за нив, ние постоиме за нив и тогаш да ги сослушаме и да им помогнеме. Веќе казни не постојат и не би требало да постојат и верувајте, многу е тешко да ги казнете, поготово тие во таа возраст од 15 годишна возраст. Меѓутоа, по мене подобро е да практикуваме награди, пофалби, признанија. Може би треба да ја подигнеме малку свесноста на повисоко ниво, да вклучиме повеќе работилници за учениците, воркшопови, значи на еден начин да ги учиме на емпатија. Значи да ги учиме на толеранција и почитување на различностите. Може би тоа би била мерка. Може да би била мерка, ние многу патуваме и сме активни во Еразмус проектите и таму имаме видено во училиштата во Европа дека дури тие имаат и анонимна линија отворена внатре во самото училиште за децата ако имаат некој проблем, па постојано да бидат во контакт, дали ќе биде тоа педагог или психолог. Дури имаат направено и менторство од повозрасните ученици и повозрасните ученици кои што биле жртви на насилство им помагаат на новите примени. Тоа е, например, еден вид на добра соработка помеѓу повозрасните. Значи, некои такви начини, вклучување на заедницата, значи нема некоја мерка, казна мерка. Порано било ќе те ставам во ќош или ќе стоите на табла, меѓутоа тоа веќе во денешно време, а и не функционира. Верувајте дека не функционира. Спречувањето е, верувајте, образованието. Значи, едукацијата. Едукацијата е најголемот
мотив на децата да ги информираме што може да ги очекува. Исто така и училиштето ги вклучува тука сите, нели, педагошки служби, психолошки служби. Имаме кодекс на однесување, во кодексот на однесување си стојат стрикно напишани правилата, процедурите, што значи физичко насилство и секаков тип на насилство. Многу е лесно ако е физичко насилство, па има видливи физички знаци, па тогаш можеме, нели, веднаш да реагираме, но многу е потешко кога се тие психолошки, емоционални насилства, тогаш веќе нема видливи знаци, тогаш е малку потешко, меѓутоа ние ги оставаме, ги пратиме, ги следиме, ги вклучуваме сите засегнати страни и верувам дека ќе има исход ако сите заедно работиме на тоа. Кјотекот воопшто не е никаква мерка, камоли па педагошка или воспитна мерка, по мене, бидејќи тоа е строго забрането, бидејќи ќе предизвика физичка болка. Од физичката болка детето ќе се депримира, ќе се повлече, ќе немаме комуникација воопшто со детето и нема да знаеме што му се случува. Затоа ние тука сме наставниците за нив. Значи ние постоиме за учениците. 24/7 сме за нив. И ние пред се како родители, а посебно и како наставници, треба да се грижиме и се грижиме за тие да имаат, нели, безбедна средина. И затоа велиме дека насилството не е знак на сила, насилството е знак на слабост. И ако избираш насилство, ти избираш загуба. И за крај можеби би сакала да кажам дека наставниците итекако се против физичкото насилство. Мислам дека и сите се против физичкото насилство, меѓутоа ние сме тука и ние постоиме за нашите ученици и само треба да се изгради еден вид на доверба. Само ако имаме доверба, тогаш тие ќе може да ни се отворат и ние ќе можеме да им помогнеме. Затоа ќе повторам уште еднашка, мора гласно да зборуваме. И би завршила со зборовите дека насилството раѓа насилство, тоа може да се реши само со љубов, толеранција, но едукацијата е најважна. Ќе завршам со зборовите на Мендела, кој што вели дека образованието е најмокното орудие со кое што ќе го направиме светот подобро место за живење. Кјотекот дава само моментални резултати во корекција на однесувањето, па дури ни тоа, но затоа може сериозно да се одрази врз емоционалниот развој на детето. Еве што велат податоците. Многу студии покажале дека физичкото казнување на децата е извор на агресија и насилство од генерација во генерација. Насилни методи за дисциплинирање на децата примениле 79% од родителите во Македонија, опфатени со истражувањето што го спроведе УНИЦЕФ, а 1/4 од наставниците имаат ниска свест за психичко злоупотребување и лесни форми на физичко насилство. Според ова истражување, во Македонија 7 од 10 деца на возраст од 2 до 14 години дома се дисциплинираат со насилни методи, односно со физички казни и психолошка агресија. Многумина студии и истражувања го потврдуваат дека насилникот е во минатото бил или сведок на насилство или жртва. Така што тоа што ни фали е голема тема за дискусија. Има многу работи кои што би можеле да бидат поинакви, доколку не би било присутно физичкото насилство. И да, се согласувам дека порано тоа било поприфатливо како однесување, за жал. Сегашните родители имам впечаток дека многу посвесно влегуваат во улогата на родител и за среќа многу почесто јас работам со родители кои што бараат начин или бараат методи или сакаат да научат свесно и позитивно родителство со цел да не нанесат голема штета на личноста на детето. Родителите започнуваат со удари и со тек на време ја зголемуваат казната. Ова може да предизвика сериозни последици врз психичкиот развој на детето, да го насочи кон анксиозност и депресија. Физичката казна воопшто не е порака за љубов и грижа кон личност што ја сакаме. Физичката казна, како што веќе кажав, не е само нанесување на телесна болка, туку предизвикува создавање на негативни чувства. Тие негативни чувства може да се интернализираат понатаму како тага и депресија
или да се екстернализираат како агресивно, деструктивно однесување. Последици од физичка казна, освен телесната болка, се и емотивни нарушувања кај децата, односно губење на самоконтрола и почит кон личностите. Релација во која што се присутни елементи на физичка казна меѓу возрасен и дете и возрасен, не е квалитетна релација. Децата што се физички казнувани го усвојуваат тепањето како легитимен метод за комуникација и решавање на проблемите, па подоцна и самите го применуваат. Во таков случај, детето се претвара во агресивна личност, која самата практикува ќотек, насилство на луѓето од сопствената околина. Практично децата секогаш кога во иднина нема да знаат како да го решат проблемот на друг начин и во однос со врсниците и во возрастна доба во своето семејство, со партнерот и децата, ќе употребат физичка сила како метод за решение. Децата од најрана возраст е исклучително важно да сватат дека тепањето не е начин на меѓусебна комуникација. Тоа е период кога тие ја создаваат својата представа за светот. Период кога се создава основата на нивната личност и затоа е многу битно ние, возрастните, да обезбедиме позитивна средина, со позитивни воспитни влијанија, со позитивни модели на однесување, затоа што на таков начин просторот и можноста за тепање како начин на комуникација ќе се минимизира и тоа во насока на искоренување. Децата што се физички казнувани се изложени на зголемен ризик од појава на депресија, не само во возрастниот период, туку и во детството, особено ако физичката казна е применувана во најраното детство. Тие во родителите гледаат потпора и очекуваат љубов, колку и да се немирни и непослушни, па ќотекот го доживуваат како доказ за нетрпеливоста и потврда дека на мама и на тато не им се важни. Во екстремни случаи, кај децата што по природа се чувствителни, а доколку физичкото казнување трае, се нарушува и нивниот имунитет, па со самото тоа може да имаат и здравствени проблеми. Тоа е исто една од последиците. Дуплата порака која што детето ја добива. Во исто време, родителот е тој кој што треба да ја даде сигурноста и поддршката и љубовта, а на моменти тој ја губи контролата и станува извор на несигурност за детето, заради тоа што често го казнува. Со таквата дупла порака детето расте понатаму во животот со идеја дека во љубовта е дозволена казната. Начинот на кој што понатаму ја искажува љубовта ќе биде со допуштена казна. Најважна од сите задачи на родителите е да ги научат децата на дисциплина. Не само заради тоа детето да ги слуша, туку и бидејќи така подобро ќе се снајде и ќе ги научи правилата додека да стане возрастна личност. Дисциплината ќе му биде потребна на работното место, во сопственото семејство, меѓу пријателите и оние кои не се тоа. Детето кое што расте со физичка казна ја очекува физичката казна. Од една страна му нудиме модел за решавање на проблемот, кој што утре повторно ќе го... Утре единствено тој ќе му биде познат. Од друга страна, чувството дека не е добар, а не знае зошто не е добар, или не е добро како дете, а не знае поради што е тоа така, прави прилично големо незадоволство од себе и прилично ниска самодоверба. Во таква ситуација децата прераснуваат во личности кои што се несигурни и кои што од позиција на жртва наоѓаат начин да се справат со животот. Тоа е прилично неконструктивно. Тепањето не е воспитна мерка, тоа е показател на агресија, неможност за самоконтрола. Првенствено чувството на немоќ и несигурност кој што произлегува од родителот
родителот треба да биде оној кој што ја има контролата, стабилноста и ја дава сигурноста. Од тука, ако физичкото казнување е на рана возраст, детето ја постигнува таа несигурна, односно нема можност да ја изгради таа сигурност, односно сигурна база. Таквото несигурна основа понатаму резултира со ниска самодоверба, со анксиозност и страв. И она што во услови на физичко казнување како последица директно по детето се јавува се е чувството на неправда, бес, понатаму тага, депресивност и повлекување, кое што во суштина е последица на примената порака јас не сум вреден. Постојат многу подобри и поефикасни методи на воспитување, а децата најмногу учат од тоа што го гледаат кај своите родители. Зошто ќотекот не е добра воспитна мерка? Тоа е старото кое што апсолутно е докажано дека не важи, дека ќотекот е излезен од рајот. Меѓутоа, кога зборуваме за деца во однос на нивниот психолошки, когнитивен и емоционален развој, ќотекот е една деструктивна мерка, која што практично покажува неколку работи, кои што се апсолутно важни и клучни за оваа тема. Едната од нив е немоќта на родителот да се соочи со ситуацијата, перцепцијата на родителот дека тоа е начин на кој што ќе превенира нешто, без можност да застане во тој момент и да види што се случува со него. Затоа што кога креваме рака, особено на некој кој што е хиерархиски помалку моќен од нас, е импулсивност, е немоќ, е нешто што ние сме го преживеале како научена техника која што функционира, меѓутоа воопшто не се размислува за последиците кои што ваквото насилство ги остава врз децата. Во тие моменти немоќта на родителот, јас така ќе кажам, и покрај сите овие карактеристики што стојат и некои други, детето прави да се чувствува дека тоа е одговорно за насилството, дека го заслужува тоа, дека тоа е корисно и воспитно за него. Меѓутоа се јавува болка во очите на детето. Во тој момент се кина врската родител-дете, затоа што апсолутно не е хумано ние да тепаме животни, а камоли деца кои што се било чија не наши. После прекинувањето на таа врска и чувството на вина, на одговорност, на тага, на многу чувства кои што се јавуваат кај малите деца, па и кај големите, следи нешто што сите ние сме го виделе, а тоа е на моменти кога испаја конфликт, децата сами викаат подобро удриме, ама немој да не ми збориш. После физичката казна, она што се случува, најчесто е дека родителот има чувство на вина, грижа на совест, жал му е што го направил тоа, или пак ја оддржува лутината. Кога се пројавуваат чувствата на грижа на совест, чувство на вина, родителот е понежен со детето, па ќе го погали, ќе му каже, не знам, извини ако му каже, или ќе му даде нешто што детето сака. И ова е одличен модел на креирање на една психолошка реалност кај детето, дека за да бидеш сакан и за да добиеш љубов и за да имаш позитивна врска, мора да го поминеш циклусот на болка. Некако ние како општество сме задоени и тоа често се слуша и кај помладите родители, дека е важно детето да има стравопочит, кое што апсолутно се покажало дека не е една од најфункционалните стратегии, поради тоа што она кон што се стреми позитивното родителство, функционалното родителство е во улога на референтна моќ, а не во улога на страв. Затоа што кога
има вакви радикални насилни мерки, ситуацијата може да се среди, меѓутоа гневот, очајот, бесот кон детето остануваат и она не знае како да се носи. Дури многу често се случува да детето и не знае зошто е казнето. Кога доаѓа до физичко насилство, родителот не вика ја не знам да се справам, ја не сум моќен, него вика ти си лош, ти го направи ова, ти не смееш ова и така натака. Меѓутоа во тие моменти апсолутно нема никаква креативност, никаква конструктивност за да му се помогне на детето да не го прави тоа, туку е баш низ призма на страв. И секако овој модел кога го живее некој, очекувано е да го практикува затоа што функционира. Спротивно од тоа, референтната моќ зборам демократскиот родителски стил, кој што апсолутно не значи дека децата се размазени или дека се им е дозволено, подразбира учење на нови техники, нови стратегии. Така да наместо да ескалира ситуацијата, многу често се превенира. Во тие моменти кога е на праг да излезе од контрола, родителот знае да застане мирно сам со себе и да воспостави адекватна комуникација со детето. Секако идеални родители нема, како што нема ни идеални деца и идеални човечки суштества, меѓутоа дел од овие вештини апсолутно се учат, се контролираат и самиот однос родител-дете помага да биде функционален. Колку во таа насока кога децата кои што се тепани од родителите го прифаќаат тоа како нешто нормално. Но што се случува во оној момент кога некој насилник ќе ги нападне? Дали децата кои што го имале тој пример дома го прифаќаат и тоа или не знаат како да се справат со таа ситуација? Во зависност од возраста на детето, две сценарија се најчесто присутни. Меѓутоа и двете имаат една заедничка страна, затоа што кога тоа е хронично, кога не се дискутира, кога не се упатуваат позитивни, конструктивни критики, кога перманентно се случува ова, детето во своето главче формира идентитет, а тоа е дека јас сум лош, дека ја не вредам, ја не сум сакан, дека ова е начинот на кој што се решаваат работите и љубовта иде паралелно со навреда и физичко насилство. Разликата е во темпераментот на детето, во однос на неговите социјални контакти, така да дел од овие деца стануваат мета на жртва на насилство, затоа што во тие моменти они се преплашуваат, се блокираат, се склопчуваат и немаат капацитет да се справат со тоа адекватно, туку остануваат во таа позиција, никому не го соопштуваат тоа, молчат, се плашат, бегаат, а другите деца се оние кои што прават насилничко однесување поради бесот, гневот, стравот, лутината кој што ја чувствуваат и е коренот најчесто од семејните односи. Колку во таа насока е погрешно кое што го користиме како родители, ако некој те удри, удри го и ти. Идејата со насилство да се врати на насилство најчесто не е функционална, поради тоа што ние пред детето ставаме уште еден товар. Затоа што и ние како возрастни, ако некој не нападне, не сме сите во состојба физички да се справиме со него, туку ќе го судиме, ќе бараме полиција и така натака. А често родителите ставаат просто невозможна задача пред детето. Едно е да се чувствува криво, зашто е мета на насилство. Јас ќе кажам, иако мислам дека не треба да кажам која и да е активност кој што некој ја направил, не заслужува насилство, освен во самоодбрана. И се чувствува виновно затоа што не успеало да се справи со насилникот на начин, удри го ти, врати му нему, кој што и самиот родител во некои ситуации нема да може, и тоа носи уште поголем ризик и за двете деца, затоа што никој не знае како тоа ќе заврши, колкави димензии ќе заземе. Она што е функционално е да се бара од детето да во ситуации која се чувствува загрозено,
навредено, некој сака да го физички повреди или не допири на неговото тело кој што детето не ги сака. Апсолутно е насоките да избегне таа ситуација колку може, а тоа родителот ќе го знае ако не го тепа детето. Затоа што ако го тепа овие работи никогаш нема да му ги каже детето, нити ќе тргнат да ги разговара, затоа што се плаши, затоа што е луто на родител. Едноставно да се помогне да се превенираат ваквите ситуации и исто како ние возрастните, ако ни влезе провалник, да повика полиција, возрасен човек, да има свирче со него, да викне гласно на помош, затоа што пак ја кажам, децата не можат да се справат и не е во ред да се справат со насилник кој што е во некоја ризична ситуација, па дури и да не е во ризична ситуација. Кај нас често постои онаа девиза дека ете нас не тепале како деца, па ништо не ни недостасува. Но таа се чини дека е погрешна. Да, ние имаме доста културолошки и традиционални пораки кои што навистина се дисфункционални во денешни размери, но ти веќе, за жал сега се случуваат некои работи, меѓутоа и физичките војни веќе не се случуваат, а камоли ваквите работи. Мислам дека тие пораки се само за краткорочно решавање на целите, да малку се влее страв, да се напумпа тоа за да може полесно да се координира и да се контролира однесувањето на детето. Меѓутоа до сега зборувавме што се тоа носи. И сега ние, ако се враќаме наназад, имало многу, па и денес, има многу поризични ситуации кои што децата ги прават баш од стравот да родителот не знае, како, бегање од дома, влегување во некои друштва кои што се нарапили се во деликвентни рамки, праве крадење пари од дома и многу други работи кои што дете на таа возраст може да ги направи. Ја нема да зборувам за концептот на традиционалното општество, бил каков што бил, имало повеќе детни семејства било, меѓутоа е факт дека не сите и во тоа време користеле насилство за да ги решат работите и тогаш имало семејства кои што можат на многу пофункционален начин да ги решат работите, со тоа што креираат добар однос кој што не е насилен и кога детето го чувствува тоа и не се плаши, односно љубовта на родителот не ја чувствува дека е условена, децата во суштина сакаат да ги задоволат очекувањата и потребите на родителите и своите, ако се адекватни на тоа. Ние не можеме да очекуваме 3-годишно дете да седи 2 сати мирно и да игра со едно кукличе и да биде се во ред. И сакаат да бидат добри деца, сакаат да бидат пофалени, сакаат да бидат родителите горди на нив. И ако вака трне да се однесува, родителите ќе имаат многу помалку проблеми отколку во спротивно. И сега ние тука ќе трнеме и нас не тепа, па еве сме каде сме, меѓутоа на таквите изјави можда е убаво да се преиспита колку сме ние блиски со нашите деца, ако сме се однесувале на иста мера и какви чувства ни се побудуваат кон нашите родители и колку они биле вклучени во наши не технички битни, меѓутоа емоционално битни моменти, колку имало простор за такво нешто. Колку во таа насока исто е штетно викањето, навредувањето, употребувањето погрдни зборови со кои што исто така децата се омаловажуваат. Колку можеби физичкиот удар не е во прашање, но ефектот на некој начин е сличен. Статистички физичкото насилство најчесто го следат сите овие форми на насилство кои што се случуваат, што спаѓа и емоционалното насилство, психолошкото секако. И ако ти мене ме сакаш, ќе бидеш умен, а детево нема појма што значи да биде умен и така натака. И тоа е еден баш магичен круг од кој што тешко се излегува од тоа. Погрдните зборови, вербалното насилство, ја има истата функција како физичкото, дури не знам дали е посилна, меѓутоа пораката е иста.
ти не вредиш ништо, ти не умееш ништо, ти само ми причинуваш болка, ме нервираш, неќам да те видам, и тоа се случува, кога ќе каже трни се, неќам да те видам. Ти си невоспитан, ти си ваков, ти си таков. Па ќе кажам без идеја дека тоа дете е такво и какво што е поради релациите најчесто што се случуваат во семејството доколку не се работи за одредени болести што се јавуваат кај децата. Дури во тие случаеви деца кои што имаат адекватна грижа и знаат родителите како да постапат во некои ситуации се повеќе функционални од некои други деца. И кога ние живееме во такво звоно кое што нонстоп чука некој, вибрира главата и телото и срцето и душата на тие деца, дури кога знаат дека се во право, тие дечиња растат со идејата дека не ги бива, дека се лоши деца, дека не знаат да ги направат работите како што треба, ги изневеруваат очекувањата од родителите, ги разболуваат и умираат родителите. Често пати родителите под стрес, стресот од работа, од обкружувањето го рефлектираат во таа релација дома, па на некој начин ќотекот е само производ на наталожениот стрес. Како во тие ситуации да научат да се справат со тие емоции? Многу провокативно прашање. Со сета почит кон целиот товар кој што го носи денешното родителство, јута најчесто овие луѓе избираат да се истурат на децата. Не кај некој од кого можат да добијат насилство, што е друга приказна. Разбирајќи го се во ова, да, и факт е дека имаат и прекувремена работа, и стрес, и финансиски, и многу други стресови со кои што се носат. Она што е важно е релацијата родител-дете. Не мора да биде 100% емоционално присутна тука. Меѓутоа е доволно, барем пола сат во текот на денот да се креира активно слушање, квалитетна комуникација, квалитетно поминато време. И кога има вакви ситуации, просто природно е, ако е родителот свесен за тоа што му се случува, еве дека е стрес, дека е под стрес, добил отказ, закаснил на состанок, па добил укор или како и да е, да тоа го сподели. Едноставно каже, денес имав многу тежок ден и сум нервозен и тежок. Децата го прифаќаат тоа. Многу полесно отколку агресивни или насилни методи, трни се, види ломе дома пак или не знам нешто што е еве баш реакција на стрес. Затоа што тоа е моделот кој што ние го пренесуваме затоа што нели со многу силни зборови кажуваме. И ја, како мајка, татко, баба, дедо, шо и да, имам право да бидам луд, да бидам тажен, да бидам изнервиран, да некогаш имам контрола, па еве и да викнам или да чукнам со масата со чаша на маса. Физичкото казнување се дефинира како акција која што е намерна и има за цел да го казни детето поради некое негово погрешно однесување. Постојат повеќе начини на казнување: удирање, кубење за коса, влечење за уши, гребење, штипење. Првата детска амбасада во светот Меѓаши ги застапува правата на децата, а во таа насока дециден е нивниот став за физичката казна. Детската амбасада Меѓаши уште од самото свое формирање се залага, апелира и тежна е кон искоренување на физичкото казнување. Пак ќе кажам, веќе 31 година се фокусираме преку обуки во однос на неформалното образование да ги вклучиме во воспитно-образовниот кадар, родителите, самите деца и сите останати лица кои што работат во институциите и кои што нудат сервиси за деца, да во рамки на тие обуки да вметнеме еден модел на позитивна дисциплина и на ненасилна комуникација, каде што и самите учесници во тие обуки
постапки ќе може да увидат други начини, стратегии на решавање на конфликтните ситуации. При тоа ќе почувствуваат како е на себе си и она ќе ги охрабриме да реагираат кога ќе почувствуваат неправда или кога ќе видат некое казнување. Така да детската амбасада меѓаш доаѓа со препораки и го препорачува моделот на позитивно родителство и позитивна дисциплина. Тоа е еден модел кој што прави баланс на не премногу допуштање на децата, значи не многу строги родители, но исто така и не родители кои што ќе допуштаат се на децата. Практично со моделот на позитивната дисциплина, самите деца имаат простор во кој што ќе бидат сослушани, во простор кој што ќе можат да растат, да се развиваат, да учат нови вештини кои што понатаму ќе им се потребни во животот на ненасилен начин и ќе учат други стратегии, можности и увидувања во однос на тоа како може да се реши тој проблем, а при тоа да не се користи физичкото казнување. Секако дека апелираме да се намали физичкото и да се искорени физичкото насилство. Еден од пристапите и самите медиуми можат да имаат тука централна улога, затоа што со поттикнување на свеста дека кои се последици може да бидат од физичкото казнување, се надевам дека и самите медиуми и тоа што денеска дискутираме е еден од начините кои што можеби кај некој ќе придонесеме да го промениме размислувањето и да дадеме можности да увиди некои нови начини и пристапи како да се реагира во услови кога детето се однесува спротивно или онака како што не би требало да се однесува. Децата се јавуваат на SOS линијата за да побараат помош кога се физички казнувани во своето семејство. Во рамки на Нало Бушевко телефонот за деца и млади, кој што исто така оваа година слави 30 години од неговото постоење, практично се јавуваат голем број на родители или потесно или пошироко семејство, но и во последниве години со низата работилници кои што ги правиме во рамки на училиштата, телефонот е некако доволно ја достигнува таа негова цел да биде достапен сервис и медиум каде што ќе може децата да го пријават насилството. Да, има пријавување на физичко насилство. Ние пошто се водиме во една рамка преку интернационалната мрежа на SOS линии во Европа. Имаме подкатегории кои што спаѓаат во физичко насилство, така да една од подкатегориите е практично повредата или физичкото казнување кај децата и има за жал се уште и во оваа година и во рамки на изминатите години физичко казнување на децата. Така што една шлаканица е се уште лек како детето треба или лекција како понатаму не треба да реагира или да се однесува. Детето жртва на физичко казнување добива погрешна порака од своите родители. Има повредени чувства кои што ќе предизвикаат и бројни последици. Децата се чувствуваат исто како и ние што би се чувствувале кога би ни удрил некој шлаканица. Емоциите и чувствата општо кај луѓето, а особено кај децата кои што се во една фаза на развој и во креирање на позитивна слика кај себе си, тие не треба да се потиснуваат. Самата физичка казна иако налик една шлаканица можеби нема да има некакви, трајни последици, но секако дека понатамошното и континуираното насилство и физичко казнување кај детето може да остави трајни последици по неговото психофизичко здравје. И практично самите родители или без разлика во која врши таа физичка казна кај децата може да дојде до контраефект, наместо да биде да му даде во однос на тоа да не се однесува така како што треба поука или лекција, туку баш да има еден контраефект на тоа да создаде дете кој што ќе биде агресивно, кој што ќе биде плачливо или пак кој што ќе се плаши за себе. Дете кој што нема да се сака себе си, кој што ќе има негативна слика за себе, кој што ќе има ниска самодоверба, дете кој што ќе нема да се почитува себе си, дете кој што нема да освен тоа што нема да се сака себе си, ќе смета дека тоа заслужува да биде казнувано за неговото однесување.
и во некои поекстремни ситуации можеби да дојде детето да се само повредува себе си. Ова се само дел од оние последици, како што кажав, нарушено ментално здравје, нарушени односи со самите родители или без разлика дали станува збор за наставник или односот на дете со дете. Понатаму, освен што ќе има намалена негативна слика за себе и ниска самодоверба, кај детето може да се јави асоцијативно однесување, односно да почне да краде, да лаже, да тепа, да не чувствува вина, да не чувствува кајање за своето однесување. Практично, ние со самото физичко казнување кај децата им даваме, што им даваме, каков одговор, дека тоа е во суштина начин на однесување за да добиеме нешто што ние сметаме дека треба така да се однесуваме. Така да, навистина, ова е тешка тема на која што навистина треба многу да се зборува. И она што би сакале да нашата препорака како детска амбасада е да се повеќе да се начина на моделот на позитивно родителство и позитивна дисциплина како пристапи кои што не само се фокусираат на решавање на конфликтите или решавање на проблемот во моментот, туку и на самиот процес на решение и на самиот процес на изнаоѓање на решение и во иднина. Секоја казна во која се користи физичка сила е намената за да предизвика одреден степен на болка или неудобност, колку и таа да е мала. Секое физичко казнување е деградирачко. Кога возрасен удира дете, вообичаено се чувствува немоќен или безпомошен да се справи со последиците од погрешното воспитување на детето. Единствената моќ која во тој момент ја има како родител е физичката сила. Затоа и тепањето престанува тогаш кога родителот повеќе не е физички посилен од детето. Ќотекот како воспитна мерка не само што не е добра, туку е и опасна. Зошто? Освен што задава телесна болка, негативно влијае на развојот на личноста на детето. Детето на најрана возраст не е свесно и не може да поврзе физичка казна со својата постапка. И голема е веројатноста физички казнувано дете во иднина да прави погрешен избор на делување во околината. Колку детето е помало, толку потешко ја сваќа поврзаноста на своето однесување со казната. Децата помали од 18 месеци се многу чувствителни на повреди и секое физичко казнување може да ги доведе до повреда. Често родителите сметаат дека физичката казна позитивно влијае на несаканото однесување, но за жал не е така. За жал се уште се користи како метода во воспитувањето, физичкото казнување. Физичкото казнување како такво дава прилично лоша порака. Дава порака дека односот родител-дете е од позиција на моќ. Помоќните или повозрасните или оние кои што се посилни им е дозволено да казнуваат, да повредуваат или да тепаат. Тоа само по себе како може децата да го сватат и како начин на решавање на проблемите утре. Од друга страна, чувството на немоќ кое што се раѓа кај децата во таков момент, чувството на бес, чувството на неправда и обезвреднување носи со себе низа последици кои што понатаму остануваат како последици на личноста. И оно што е многу важно е дека при физичката казна, при физичкото казнување, нападната е личноста. Не е тоа во функција на корекција на однесувањето, иако многумина родители првичната идеја им е тоа, да го санкционираат непосакуваното однесување, но тоа е директен напад на личноста и прилично поништувачки по личноста на детето влијае. Ќотекот дава само моментални резултати во корекцијата на однесувањето, па дури ни тоа, но затоа може многу сериозно да се одрази врз емоционалниот развој на детето. Трпението на родителите, без разлика на љубовта што ја чувствуваат кон детето, има своји граници. Често тоа е на тест во моментите кога децата се непослушни, невозможни, како да ги тестираат нервите. Но ова не треба да биде причина за да се применува физичко казнување. За да го промени своето однесување и да се поправи, детето мора да научи што и зошто барате од него, а за жал, ќотекот нема ништо да му разјасни.
личности возрастни кои применуваат ќотек на дете, во суштина не знаат како да му објаснат на детето дека постапката за која физички го казнува е погрешна. Агресивноста кон детето често може да биде и модел за решавање на конфликти. Сосема е погрешно дете да се воспитува на удар, да возврати со удар. Зошто? Затоа што на таков начин во димензии добива однесување кое е општествено неприфатливо и кое возрастни лица треба да работат на искоренување на истиот. Често родителите постапуваат парадоксално кога со тепање од детето бараат да не биде агресивно кон другите деца. Физичкото казнување значително влијае на односот помеѓу децата и родителите. Најголемиот проблем настанува во адолесценција, кога физичката казна е веќе невозможна бидејќи адолесцентот почнува да се спротивставува на ист начин. Родителите имаат илузија дека физичката казна има за последица да го спречи моменталниот бес на детето, но во исто време таа представува подкрепување на бесот и агресијата. Една од последиците кога постои физичко насилство, физичко казнување во семејството е прекинатиот контакт. Една од основните задачи како родители е да ја одржуваме таа поврзаност со децата. Физичкото казнување влија и текако на дистанцираност, односно прекинат контакт помеѓу родителот и детето. И од тука натаму низа на проблеми кои што може да произлезат заради првенствено заради ненаоѓање начин да се одржи авторитетот конструктивно во страна на родителот. Заради тоа што кога родителите применуваат физичка казна, авторитетот го задржуваат преку страв. Авторитетот не се одржува само преку страв. И тоа е прилично нездрави односи кои што понатаму може да резултираат со низа проблеми во различни насоки. Доколку детето е луто, немирно и не го слуша она што ќе му се каже, физичката казна само ќе долее масло на огнот. Дисциплинирањето на децата не е секогаш лесно или брзо, но вреди. Можеби во таква ситуација кога родителите ја применуваат методата на воспитување преку физичко казнување, моменталната фрустрација кај родителот се намалува. Но тоа е сосема непродуктивна метода, заради тоа што не доведува до корекција. Ако детето кое што е физички казнето го прашате поради што е казнето, тоа нема да знае да одговори. Многу често децата не разбираат поради што ја добиваат таа казна, а она што е погубно во таква ситуација е дека кога се применува физичката казна, децата растат со очекување дека таа следува во некоја ситуација без да тие знаат поради што се казнати. Прилично голема анксиозност се јавува кај децата и во исчекување на казната тие растат во личности кои што постојано се на штрек или стрепат што ќе биде како последица на нивното однесување. Оно што го велам за децата дека тие не знаат поради што добиле казна или ќотек, многу често се случува да и родителите не знаат поради што казнуваат. Оно што сакам да го напоменам не е во функција на осуда, туку е во функција на разбирање или давање поддршка. Мислам дека системски треба да се пристапи на таквиот проблем, заради тоа што родителството е нешто што се учи. Родителите за среќа многу често доаѓаат на терапија и доаѓаат со такви искрени изјави. Јас не знам повеќе што да направам. Помогнете ми или научете ме да тоа не биде алтернатива. Од таа причина велам, таквиот начин на системски пристап со школи за родителство, со помагање, поддршка на родителите, ќе даде прилично добар ефект.
заради тоа што толеранција за насилство не постои. Ако те тепаат, тепа и ти. Често родителите на ваков начин погрешно ги насочуваат своите деца. Тоа е начин да се поттикне насилството. Знаете како, во недостаток на друг поконструктивен совет, родителите често даваат таква препорака. Но со тоа кажуваат дека е во ред да биде казнето, односно во ред да казни. Важно е да изградите однос на доверба и добра комуникација со вашето дете за да се справите со неговиот бес. Обидете се да останете мирни кога се лути. Дајте му до знаење кога претерува и бидете доследни дека ова е најдобриот начин да се справите со лошото однесување. Шведска стана првата земја во светот што ја забрани физичката казна за деца во 1979-та. Сега ова е нелегално во 63 нации широм светот. Време е за артикулација. Телесната или физичка казна е секоја казна во која се користи физичка сила, насочена кон предизвикување одреден степен на болка или неудобност, колку и таа да е мала. Поголемиот дел вклучува удирање, потчукнување, удирање шлаканица и плескање на децата, со рака или со некое друго средство, како камшик, стап, колан, чевла, дрвена лажица и друго. Но може да вклучува, например, и удирање со нога, тресење или фрлање на децата, гребење, штипење, гризење, кубење или тегнење уши, принудување на децата да седат во неудобна позиција, горење, жежење или насилно принудување да се внесе нешто во организмот. Например, миење на детската уста со сапун или принудување детето да голта, лути зачини. Физичкото казнување е секогаш деградирачко. Постојат и други, нефизички форми на казна, кои се сурови и деградирачки. Како например, казните што го омаловажуваат, понижуваат, оцрнуваат, го прават жртва, му се закануваат, го плашат или го исмеваат детето. Удирањето на децата е лекција за лошо воспитување. Сите родители сакаат да бидат добри родители на своето дете. Ова поникогаш е тешко да се постигне. Воспитувањето, освен што е искуство кое носи радост и задоволство, може да биде и стресно. Затоа на родителите им е потребна помош да го надминат стресот, да се справат со конфликтите и да ја контролираат лутината. Ова беа поуките на денешната приказна. Довидување!